Stop, включи лайвю. Добро вечер. Моето име е Владимир Куновски и јас сум дел од Fridays for Future, најстариот. Ќе го оставам место прво на четворица млади од Fridays for Future, потоа ќе биде еден студент, Невена од Одва, па јас Крум Велков од иницијативата Спас за Струмичка долина, кој што има има успешна борба за спас на животната средина во Струмица, и на крај ќе го завршам говорот јас. Ја поканувам Јана од Fridays for Future. Здраво, дечки! Јас сум Јана и сега сакам гласно сите да им кажеме на овие овде што сакаме. Сакаме да дишеме, 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 сакаме да дишеме. Кога делев флаери за протестов, извинете, имам малце трема, и дадов флаер на постара господја, ја прашав дали ќе дојде да не подржи тука вечер, и ми кажа не можам, ќе ми направат проблем од работа. Тоа е македонски менталитет од кој што си патиме, на ведната глава сабја не ја сече. Само да ви кажам, од овој проблем, колку и да ја веднеме главата, нема да избегаме. Ти ведни ја главата колку сакаш, пак ќе го дишаш истиот отров како сите. Овој проблем не се решава со купување маски од аптека. Овој проблем не се решава со прочистувачи за воздух од 600 евра. Овој проблем не се решава со криење во оваа одвратна шампита. Сега ќе ви кажам што може да направиме. Има две опции. Едната опција е да се затвориш сам дома и да се угушиш, а другата опција е сите заедно да се сплотиме и да излеземе на улица и да го решиме овој проблем еднаш за секогаш. Може на ведната глава сабја не ја сече, ама на ведната глава у секој случај добива рак на плуќа од PM10 честици. Фала ви многу. Фала.
Добър вечер. Аз съм Коста Варсов, средношколец съм. Вечерва Fridays for Future го организира овој протест со над 30 други еко-организации во Македонија. А зошто сме излезени тука? Тука сме излезени затоа што сека година како што поминува, ние гледаме истата приказна. Аерозагадувањето е константен проблем и тие на власт не го решаваат. На нив не им е гајле што луѓето мора да се грижат за дали ќе го отворат прозорот затоа што може да се угушат. На нив не им е гајле што родителите се грижат да ги пуштат децата да излезат надвор затоа што може да се разболат. На нив не им е гајле што мораме да носиме маски кога излегуваме надвор. Не им е гајле што живееме како да сме во Чернобил. Но тоа не треба да е така. Тоа не мора да е така. Се додека овие проблеми не се решат и не се воведат итни, ефективни и радикални мерки против аерозагадувањето, ние ќе бидеме излезени тука. Се додека во дворовите на Охрид има закопано отровен и опасни хемикалии, ние ќе бидеме излезени тука. Се додека не се исполнат барањата, ние ќе бидеме излезени тука и ќе покажуваме нашата граѓанска непослушност, ќе блокираме улици и ќе им кажеме идете у ПМ. Ако на власта и треба помош за да ги воведе овие радикални мерки, затоа што е некомпетентна, ние имаме создадено голема листа на барања за кои треба да се осварат ако сакаме да живееме во чиста околина со чист воздух. Така да можете да погледнете за малку помош. Се додека не ги воведе овие права, власта не го прекршува уставното право за чиста околина. Секоја власт која ни го прекршува ова право е нелегитимна и не ги представува луѓето. Тие ни држат пиштол на главата. Пиштолот е аерозагадувањето. Сега доаѓа дали ние ќе седиме мирни и ќе чекаме пиштолот да пукне или ќе излеземе и ќе се бориме. Хвала многу. Почитувани сограѓани! Моето име е Филип и јас доаѓам од Нови Херои. Секојдневно одењето на училиште ми представува сакана за моето здравје. Дишејќи во загадениот воздух кој е надвиснат на нашиот град, неподносливо е! Шар, истовни гасови од возила и фабрики го загрозуваат моето, не само моето, нашето здравје! Доста е! Мора да преземеме мерки, мора да преземеме чекори да го спречиме загадувањето, радикални чекори, да го спречиме подемот на смртни случаеви од болести на дишните органи, предизвикани од загадувањето на воздухот. За таа цел, јас како млад човек, како дел од иднината, го преземам тој чекор. Денес да направам промени што ќе придонесат за почист воздух. Гласно велам, сакам да дишам! Pikstvari, faleminderit shumë për fejtëve që keni ardhur për këtu. Može. Të gjithë ne së bashku mund të jemi heroj. Edhe sot, të gjithë këtu që keni ardhur, jeni heroj të vërtet të vendit tonë.
Sot ne jemi mbledhur këtu që t'ju tregojmë autoriteteve tona që pikërisht ne, rinia, jemi ata të cilët do të ndryshojnë gjithë pushtetin tonë. Më falni se kam shumë treng. Pikërisht edhe njerë do shtë t'ju faleminderoj që keni ardhur këtu dhe t'ju tregojmë gjithë dhe këtymve që ne së bashku do të ndryshojmë ligjet tona dhe jemi të vetëdijshëm për ajrin e ndotër në vendin tonë. Dhe si për në përfundim, dua t'ju them autoriteteve që na do të qëndrojmë këtu deri në momentin e fundit kur ata do të bëjnë diçka për ajrin e ndotër në vendin tonë. Ju faleminderit shumë. Dobro večer, kako se osjećate? Okej. Ja, neko spomna, ne se osjećam, ja iskreno se plašam da li kjam idnina i zato sam tuka. Ovo mi je strah, da li kjam život, to je to. I kako trebamo bukna, da, vaka. Моето мотани животот, моето мотани животот кога се движам вака низ моите скромни малку години. Иначе јас сум Никола Вановски, студент, зборев за представ. Моето мото е што е капка ако не е збир од океанот. И сакам да ви кажам дека ова е пајаги голем океан што гледам пред мене. Ова што го гледам е искрен израз на фрустрацијата на граѓаните што се вистинската слика на државата. Ова не е површна дискусија, некоја ширење на омраза, ова е израз на гнев за проблем, ова е борба за опстанок на живот. Ова не е реторика што може да продолжи како што продолжувало до сега, се менува се околу мене. Ако ја малку години сум слушал милион ветувања, не се исполнува ништо и така што ветувања веќе очигледно не е тоа на што се ослонуваме. Ние ќе излекуваме тоа дека не се исполнат барањата. Барањата се отцртани, се детални, знаеме што да го правиме, зошто не го правиме тоа. Тоа што некако цел време го добиваме е некако полугризната цреша на шлагот и некои, како да кажам, добиваме некои полунагради што се само за пред камери, само за некое површно решавање на проблемот, но не можеме да добиваме цел време цреши на шлагот без да ја добиеме тортата, зашто на крај нема да има кој да остане да изеде, нема да остане никој. Мора да се реши за да преживееме. Добро вечер на сите. Јас се викам Крум Велков од Струмица сум. И сум представник на иницијативата Спас за Струмичка котлина, која обединува три здруженија кои ја водеа битката против рудникот на смртта Иловица Штука. Тоа се Здрава котлина, Еко Долина и младите од Иловица Штука. Да ги поздравиме. Нивните представници се тука и заслужуваат најголем поздрав затоа што речиси 3 години водат постојана борба против рудникот на смрт. И успеа. Овде сум и како представник на Југоистокот, затоа што во борбата против рудниците Југоистокот беше обединет. Разговарав со мојот пријател Ангел Наков кој го покрена првиот референдум од Гергелија. Исто и тој има една порака со која јас се сложувам. Само обединети, како што се вечерва 30 организации, можеме да успееме да промениме нешто.
Ние можеме да имаме различни политички екологии, но тоа е менливо во циклусите на природата. Нам ни требаат заеднички цели. Заедничките цели е конечно да се стави крај на загадувањето, не само во Скопје, и во Струмица е многу загаден воздух. Сега сакам да ви кажам една друга работа. Денеска во Неготино има голема возбуда, затоа што таму во собранието на општина Неготино се вознемирени пратениците од двете страни. Фирмата што беше одбиена во Гевгелија, за која сакаше да прави депонија во Гевгелија, конкурирала во Неготино за 10 пати поголема депонија, 25 хектари. Го нарекува, тоа е таа италијанска фирма PNP, како се вика, го нарекува неофанзивен, индустријски, неопасен отпад. Штом така го нарекува, знаете дека е многу опасен. Работата е во следново. На тие 25 хектари, тој отпад ќе се преработува во така наречен RDF отпад. Тој RDF отпад е кратенка од Refuse Derivative Fuel. Се користи како индустријско гориво. Ќе ви кажам еден податок за тој RDF отпад. Lloyd, најголемата осигурителна компанија, одбива да го транспортира со продовите, да го осигурува затоа што е поопасен од гасот и од нафтата. Лиценца за користење таков RDF отпад во Македонија имаат две компании, Фени Индустри и Цементарница. Од отпад ќе преработуваат, ќе не трујат тука и таму. 25.000 хектари до Вардар ќе ја загадат. Е, друго да ви кажам, знаете кои се собственици на тие компании и знаете кој ги носи тие компании таму да конкурираат за такви депонии, што ќе го загадат тој дел од Македонија кој што не е загаден со таков индустријски отпад. Сега ќе ви кажам нешто за рудниците. Ние го сопревме тој рудник. Рудник во Иловица, Штука нема да има. Можат само преку нас мртви да изградат. Нема попуштање од нашата борба. Не блокади ќе се соочат со многу порадикален отпор ако се обидат нешто да направат. Но, за да ги поништат сите тие сомнежи, редно е да престанат да одолговлекуваат. Конечно нека ја стават таа точка на дневен ред од Министерство за економија на влада. Што значи тоа дека процедурални проблеми имало? Кои се тие функционери во Министерство за економија што прават проблеми и го кочат процесот? Таму има корупција. Како можеше да се случи единствениот адвокат, адвокатска канцеларија кој сакаше да не тужи нас активисти од Струмица, да стане заменик министер за економија? Што има врска тој со економија? Правилно. И уште една работа за опасност од рудниците. Го слушнавме премиерот Заев како кажа дека била донесена конечна одлука за Иловица Штука, но дека тој во Плавица може ќе се дало концесија. Видите, тој во Плавица рудник кај Кратово и Пробишти треба да биде и поголем од тој. Ние не се боревме само против еден рудник, се боревме против рудниците на смрт. И имавме ветување дека рудниците се штетни за здравјето и нема да се градат. И не само тоа, треба да се размислува и за постојните 4 рудници што се во Македонија и тие да се елиминираат. Не е Македонија земја за рудници. На толкова мала територија да ставиш рудници толку, тоа значи дека сме осудени на бавна смрт. Професорот од Природно-математички факултет Стафилов има податоци истражувал. Просторот 14.000 хектари од рудниците Саса и Злетово се 20 пати позагадени од европските стандарди. Тоа е најзагадена почва во Европа. Така е, 20 пати на... Зошто? Затоа што нема закон за максимум дозволена контаминација на почвата, како што немаше закон и за употреба на цијанид и сур. Зошто нема? Затоа што тие што се нарекуваат зелени не си ја вршиле работата. Тие се зим зелени. Што правеле во власта? Додека
дека ние не се дигнавме на југоистокот, никаде ги немаше. И уште едно нешто сакам да кажам. Оваа влада е наша влада. Овие функционери ние ги плаќаме. Не сме ние заради нив, тие се заради нас. Тие сега гледаат дека овде има многу народ. Јас не знам повеќе народ на еколошки собор да се собрало. Народот сака брзи, итни решења и за аеросагодувањето, и за рудниците, и за сите потенцијални проблеми. Вклучително и за тие подмолни обиди за создавање индустријски депонии кои потоа ги прават гориво на капацитетите на големите олигарси. Нема начин. Значи, ние можеме да се состануваме и со нив и да разговараме, но веќе нема што да разговараме. Потребни се брзи и итни мерки. Поспротивно, уште по-радикално ќе протестираме. Нека не мислат. Нека не мислат дека ќе го издишат нашиот отпор. Ние 3 години издржуваме. Ќе издржуваме уште 10 ако треба. Рудник нема да има и ќе дишаме чист воздух. Ви благодарам на сите си. Искуството на Крум кажува дека ниедна институција во Македонија не си ја врши својата функција. Вечерва само во Македонија штрајкот се вика, односно маршот е за чист воздух. Во цел свет е климатски марш. Значи, ние сме многу поназад од нашите соседи и таму каде што сакаме да бидеме, демек во Европска Унија. Денеската Европската комисија усвои итнос за климатските промени, додека нашите пратеници побитно им е патните трошоци да ги соберат. Драго ми е што сме собрани од цела Македонија, само да ви кажам дека тука има наши пријатели и соборци од Битола, од Струмица, од Гостивар, од Тетово, од Охрид. Значи вечерва сме здружени сите како граѓани и како екоорганизации. Сметам дека треба да го искористиме овој момент и да ја држиме оваа тензија на институциите да ги завршат своите обврски. И истовремено ви најавувам дека бидејќи институциите не си ја вршат својата функција, мора да ги донесеме во 21. век. Ја најавувам програмата на 5 елементи. Таа се во која сте повикани сите како граѓани и како организации да ни се приклучите. Таа е чист воздух, питка вода, плодна почва, јасно сонце и здраво општество. Да ја држиме тензијата, бидејќи имаме многу битки да ги добиеме. Првата е Охис. Во Охис се случува екоцид. 30 години ниту една влада не сака да го реши. Почнуваме од тука да го решаваме од улица. Да ја држиме тензијата, следната недела мора да се појавиме пак вака заеднички, да го кажеме нашиот став, бидејќи немаат намера да го решат, односно сакаат да ја замачкаат работата и да ги соберат парите, а ѓубрето, односно опасниот отров, кој што 30 години седи таму, повторно да остане таму. Немаме намера тука да попуштиме сите, значи и како граѓани и како организации. Заради тоа ве повикувам да бидеме будни и сплотени, како што сме вечерва, и за следната недела повторно да излеземе барем во толкав број. Се читаме на медиумите и на Facebook, бидете будни, ќе има уште акции. Чао!
Добро вечер, Скопје, Македонија. Јас сум Драгана, вечер овде ја представувам граѓанската иницијатива Охрид СОС и македонските здруженија за заштита на животни. Развојот на оваа земја, што го водат македонските институции од осамостојувањето до денес, постојано и упорно оди на штета на нашиот живот и здравје, но не само на луѓето, него и на животните. Нашите институции немаат поим што значи одржлив развој. Нашите институции немаат поим што значи економија која оди во хармонија со заштита на животната средина. Македонската влада од една страна субвенционира сточарство, а од друга страна пишува документи, стратегии за борба со климатските промени, каде што нотира дека сточарството е еден од најголемите предизвикувачи на стакленички гасови во светот. Еден од нашите најдрагоцени региони, Охридското езеро, Охридскиот регион, единственото УНЕСКО подрачје во нашата земја. Оваа влада и секоја пред неа го носи и ќе го донесе во скоро време пред уништување целосно и на одличен пат е да го изгубиме еднаш за секогаш статусот УНЕСКО. Блатата, кои се едни од најголемите редуктори на негативните ефекти од климатските промени, исто така сака да ги пресушува, да ги бетонира со така наречени елитни објекти, да ги уништува. И зашто? Само за брз профит. Парите одат во тие неколку джебови на највисоките ешалони во оваа земја. Ние, обичните смртници, остануваме на дното, да се гушиме и да умираме. Ако ние, активистите, сме тие кои им ги пишуваат законите, стратегиите, плановите, ако ние сме тие кои ја креаме свеста на граѓаните, ако ние сме тие кои на улици изиграваме и полиција и инспекција, тога што бараат тие во институциите? А што бараме ние на улица? Кој е тој што треба да седи и да одлучува, а кој е тој што треба да биде надвор од сите тела кои се одговорни за носењето на оваа земја во правец во кој треба да оди? На оваа земја е неопходна одржлива иднина, неопходна е стратегија за одржлив развој, неопходна е иднина за сите идни генерации, но ако продолжиме на овој пат, таа иднина идните генерации нема да ја имаат, нема да ја имаме ни ние. Ве повикувам постојано, упорно и без задршка на секој можен начин да го изразувате својот револт, да го вложувате своето време и енергија во подобрување на нештата, бидејќи сепак крајната цел е дека подобро општество е потребно за сите нас, а за да го изградиме мора да бидеме сложени, сплотени, солидарни и да имаме една иста цел, а тоа е одржлива иднина за Македонија. Ви благодарам. Добро вечер на сите. Јас сум Невена Георгиевска од Одва иницијатива. Точно, уште еден месец и ќе бидат 4 години од кога тука исто вака протестиравме. Пред 4 години исто тука на 28 декември протестиравме. Дел од тие организатори бев и јас. Тука се многу од тие што организираа, но има и многу нови лица, што посебно ми е драго. И посебно ми е драго што меѓу нив се многу млади. Дел од тие што организираа сега се во оваа зграда позади. Да ги поздравиме. Тогаш загадувањето беше проблем. Денес ке ми кажуваат дека проблемот бил комплексен, дека се решавало, дека требало време. Ние го знаевме тоа. Тие ветуваа дека имаат решение за да покажат по 2 години дека немаат. И бидејќи знаеме дека проблемот е комплексен и дека треба време,
направивме една програма во Чекори како треба да го решаваат тој проблем. Еве таа, прерасна во книга. Поделено е во области со рок на исполнување. И тоа се само дел од проблемите. Оние што сметаме дека можат да ги исполнат до крајот на нивниот мандат во март. За некои е само започнување до март, не и завршување, но бараме конечно да почнат. Не да чекаме во ќе биде. И доста ми се приказни дека нивните мерки вродуваат со плод. Вродуваат со плод само кога има ветер. Сакам да ви прочитам дел од тие мерки, иако се многу не можам сите, некои од нив. Носење на детален урбанистички план во Гази Баба за бившата градска депонија Вардаристе. Значи овој дуб се носи 5 години. Се носи, ама никако да се донесе. Градот Скопје обезбедува средства кои потоа не може да ги пренамени за тој дуб, па идат за некои други намени. Која е причината што овој дуб чека, додека други каде што треба да се гради се носат секојдневно? Значи тоа не смее да чека повеќе. Итно, потоа бараме итно започнување на санација и ремедиација на таа депонија. Проект постои од 2016, платане со ЕУ пари, во фиока некоја. Забрана за увоз на гуми и друг отпад како извор на енергија. Рокот е крајот на годинава. Контрола на отпад на граничните премини. Нема неакредитирана лабораторија, знаете ли како контролираат? Проверуваат дали шифрата се совпаѓа на тоа што е напишано. Може некогаш и ќе викнат некој да исконтролира. Може би. Отварање на истрага за увоз на отпад, што влегува, каде завршува? Крај на годинава. Отварање на истрага за ОКИС во стечај. Стечајна маса, продавање, склучени договори, испуштање на токсичните хемиска изматерија. Рок до крај на годинава. Значи 3 дена не лажа и се сликаат од цистерната во која народно имал метил акрилат. Во тој елаборат стои дека тој испарил уште во април 2019. Никој не излезе да каже што испарило и што дишеле граѓаните. Затварање на сите фирми за складирање, третман или преработка на отпад кои не ги исполнуваат законските минимално технички услови, вклучително и условот локацијата се наоѓа надвор од населено место. Рок март 2020. Забрана за откуп на старо железо, алуминиум, бакар, олово, цинк, калај, бронза и месинг, додека не се донесе измена во законот за откуп на метал, добиени со палење на кабел, мебел и гуми. Рок на крај на годинава. Еднаш е донесена таква забрана. Значи, кога се крадеа шахтите, можеше да се донесе, може и сега. Сакаме само построга контрола. Поставување на монтажни живеалишта за лицата од дивите населби во Скопје, покрај Вардар, покрај Кале, Вардаристе, Керамидница, Драчево, Аџево и многу други. И нивна интеграција во општеството. Потоа уредување на тие простори за да повторно не се населуваат. А тие неформални собирачи кои прават огромна корист за ова општество, треба веќе да се вклучат во формалниот систем за управување со отпад. Нека отпадите ги горат тие кабли, не тие самите себе да се трујат. Да се донесат по наитна постапка ред закони кои со години чекаат спремни. Тука е законот за почви. Значи 4 години или 5 стои тој закон и никако не се носи. И ние јадеме храна што не знаеме колку е затруена, мислејќи дека здраво се храниме. Пред некој време излезе податокот колку живе има во почвата. Студијата е пред неколку години. Знаеме колку живе има. Меѓутоа, тој што купува производ на пазарот не знае тој од каде и колку е затруен. Треба исто така да се обештетат сите тие кои не можат да продаваат од тоа земјиште.
затоа зашто тие не се виновни за тоа затрување. Закон за инспекција за животна средина, закон за контрола на емисија од индустријата, закон за комунална полиција, законот за урбанистичко планирање со сите усвоени предлози од граѓанските здруженија во насока на заживување на јавниот интерес и јавното добро, заштита и напредување на животната средина, зголемена транспарентност и граѓанска партиципативност. Значи, законот е во процедура, очекуваме се донесено со сите наши барања и измени. Забрана на нова Г1 тешка индустрија во државата. Рок на крај на годината. Посебен закон за водно, каде покрај заштитата според законот за заштита на природата ќе се заштити според главната цел со која водна е пошумена минатиот век. Заштита од ерозии, слечиришта, попреи и поплави. Указ за прогласување на предложените подрачја за заштита во државава по итна постапка, поради нивна масена и забрзана деградација. Рок крај на годината. Забрана за изградба на мали хидроцентрали во националните еколошка мрежа. Рок крај на годинава. Обнова на фондот за животна средина во функција од 1998 до 2005. Каде слегнуваат таксите и акцизите поврзани со животна средина? Значи, мора овој фонд да се обнови, да знаеме кај да тие пари. Формирање на фонд за енергетска ефикасност. Сите мерни инструменти да работат на сегашните мерни станици на Министерството за животна средина. Сакам сега има уште многу, не можам да ги читам сите сега. Сакам нешто да прочитам, за читање ќе ми однесем оваа книга после ова, за да имаат за викендов што да прочитаат. Пред точно 3 години еден мој пријател напиша отворено писмо до токажниот градоначалник, со кој сакаше да му каже на одредени проблеми и да предложи мерки кои би можеле да помогнат. Човекот веќе неколку месеци се бореше со диагностициран рак на бели дробови. Го почна со следниве зборови. Јас лично на своји 45 години настрадав сериозно опасно по својот живот од загадениот воздух во Скопје. Значи го почувствував тоа на моја кожа, со цврст медицински доказ дека иницијатор е токму нечистата средина во која живеам. Сигурен сум дека домот во кој живеам, моето работно место, како и просториите во кои најчесто престројувам, се со нормални еколошки услови. Значи основен виновник е надворешниот скопскиот воздух. Да немав доволно храброст, решителност да се борам со оваа болест, потоа огромна подршка од најблиските и фирмата во која работам, како и сите пријатели, веројатно немаше да постои овој пост. И следат мерките кои ги предлагам. Денеска овој пријател го испративме. Ја изгуби својата битка која водеше 3 години. Сите ние тука сме за да нема вакви приказни. Затоа зашто сите тие 3580 и секоја година растат се некои тажни приказни. По најновите податици што ги објави Институтот за јавно здравје, само за рак од бели дробови, регистрирани во 2018 се 980 и не знам точно колку беше. А 895 починати од истото. Каде се останатите канцери? Каде се предвремените абортуси? Каде се неплодните? Значи еден куп болести ние овдека ги носиме. И немојте да ми кажете дека после се ова не треба да се нервирам. Значи нема да се нервирам ако го убиете она човечкото во мене. Додека сме луѓе мораме да реагираме на ова и да се бориме. Ако ние семето е посејано,
Ако ние застанеме, ќе продолжат овие млади. Значи, немој да кажете дека е џабе. Не е џабе. Значи, сето ова денеска тука што стоиме го докажува тоа. Едната активност раѓа друга. Има кој да не наследи и има за што да се бориме. Толку од мене. Невена беше последниот говорник. Само имајте на ум дека се бориме со најјакиот неформален синдикат во државата. Тоа е синдикатот на криминалците. Поради тоа треба да сме тука сите заедно и сложно. Имаме долги битки не чекаат за да ја направиме нормална државата. Ве поздравувам сите. Се гледаме другиот петок.